Ако ја прифатиме определбата за културата како интелектуална страна на цивилизацијата, тогаш веројатно културните институции ќе ги прифатиме како општествени механизми во кои интелектуалците ги остваруваат своите потреби за развивање на својот дух и духот на времето воопшто. Овие кафеански простори, според општо прифатените мерила, не се културни институции. А и луѓето кои го посетуваат изгледаат како од сите облици на културно задоволство, така избираат само оној типичен за нашиот масовен менталитет, кафеанскиот. Но сепак, на зидовите на оваа чајджилница и во соседниот кафич се поставуваат изложби, се чита поезија, а неретко музиката од системите се заменува со жива свирка. Сликите висат како и во секоја обична галерија, најчесто имаат рамки, изработени се во познати техники. Поезијата е објавена или чека на објавување во сосем конвенционална издавачка куќа, а музиката легално се слуша и на за таа цел официјално овластените подиуми и медиуми. Значи, атмосферата на маргиналност не води нужно до сваќање на овие дела како продукти на така наречената алтернативна култура. Прашањето е, зошто токму овде? Неафирмираноста на авторите кои тука ја презентираат својата уметност, минлив младежки бунт кој одбива да се соочи со исправниот свет, ограничениот број на културни институции сватени во контекстот споменат на почетокот или нивната елитна затвореност се можни одговори и варијации на оваа тема. Скопје, 1 септември 1987. Почитуван Анкл Реми. Мојот рок-н-рол состав, бидете уверен, се распадна. За да ја направам својата положба помалку очајна, неотповикливо повлечен и замолчен во собата на промашеноста и живеаноста, ви ги праќам овие цртежи за да ви го олеснам следењето на создавањето и исчезнувањето на спомнатата група. Не се сомневам дека без двумење цртежите непогрешливо ќе ги одбележите со соодветни редни броеви. Јас не го правам тоа. Од една страна, поради желбата по пладнето да ви го направам поинтересно, а од друга страна, поради страв од вашиот почитуван подснет, што е стар колку и самата цивилизација. Но останува уште нешто друго. Овие кафеански простори се единствените кафеански простори во градот каде што е сосема обично младите луѓе, вклучувајќи ги и уметниците, да си ги постават оние необични прашања кои излегуваат од каноните на кафеанското комуницирање. Од аспект на актуелниот тренд во современата уметност, кој подразбира лингвистичка изолираност, ова се навистина алтернативни културни институции. Овде навистина уметноста е поубава од животот.